И вработените студенти ќе имаат плюс 140 денари дневно на нивните сметки. Законот за измена на субвенциониран студентски оброк доби зелено собраниско светло за да почне процедурата за негово носење. Со оваа измена на законот, плюс 4000 студенти ќе добиваат 840 денари на неделно ниво за оброк. Со овие измени пред нас ние предлагаме субвенциониран студентски оброк да можат да добијат и постдипломците, да можат да добијат и студентите на интегрирани студии на државните и приватните универзитети низ државата, како и индивидуалните земјоделци и студентите кои се во работен однос до минимална плата. Иницијативата за проширување на опсегот на мерката доаѓа токму од студентите, меѓутоа за зголемување на сумата за оброк младите ќе се почекаат до година. Значи, минатата година сумата на оброкот беше зголемена за 20 денари, од 120 на 140 денари, а со што зголемувањето ја надмина тогашната инфлација, бидејќи секоја година треба се зголемува сумата во висина на инфлацијата. За оваа година го зголемуваме опсегот, а за следната академска година ќе биде побарано и зголемување на сумата за сите корисници, за висината на инфлацијата на оваа и следната година, затоа што првично сметавме дека подобро да се прошири опсегот, а потоа за сите да биде зголемена и сумата. Парите што државата им ги дава на студентите се за јадење, но нема контролен механизам за тоа дали студентите некогаш со тие пари ќе си купат цигари или алкохол. Пари за јадење од државата земаат и студентите од соседството. 3,5 евра студентите во Словенија. Бугарите јадат во специјализирани мензи, плаќаат половина од сумата за оброкот што го јадат. Младите во Србија сами си одредуваат цената за оброкот која студентите ќе ја плаќаат. Во просек за појадок, ручек и вечера имаат субвенција од 39% од оброкот. Габриела Лескова, Сител телевизија.